За едно просечно семејство да го истурка месец јули биле потребни дури 47.000 денари. Ова е износот на минималната синдикална кошница што ја пресмета Сојузот на синдикатите на Македонија. Според пресметките на синдикатот, само за храна биле потребни речиси 18.000 денари, за трошоци за домување на 12.000, за превоз 3.500, за хигиена речиси 3.000, а за култура и здравје останале по 800, односно по 1.000 денари. Инфлацијата од 16% ја обезвреднува вредноста на платите и оттука износот од 18.000 денари колку што изнесува минималната плата во Македонија има реална вредност од 15.000 денари, а износот на просечната нето плата од 31.500 денари има реална вредност од 26.500 денари, со што значително е сиромашен македонскиот работник и граѓанин. Претходниот месец синдикалната минимална кошница беше 39.000 денари, што значи дека само за еден месец таа се зголемила за речиси 8.000 денари. На работниците им се потребни итни усогласувања на платите за амортизирање на инфлаторниот удар, а тоа значи владата да ги усогласи платите за 18,4% до септември согласно законот, а во спротивно како што ги казнува владата работниците, така работниците ќе ја казнат владата, а истото се однесува и на работодавачите. Дека основните прехранбени производи стануваат луксуз за многумина, потврди и државната статистика. Трошоците за живот на годишно ниво пораснале за дури 16%, а храната за дури 23,6%. Зејтинот е поскап за над 50%, а самолебот поскапил за дури 36%, и тоа без последното зголемување од 10 денари во просек кој се случи минатата недела. Ваков раст на основните трошоци за само една година не е забележан од раните 90-ти години кога во Македонија имаше галопирачка инфлација. Но не само високите цени, туку и недостатокот на одредени производи потсетува на овој тежок период. Изминативе месеци често се случуваше полиците на маркетите да останат празни. Првенствено немаше ниту брашно, ниту масло за јадење.